Додека Скопје е како подвршник со температури околу 40 степени, на повисоките места во главниот град со денови нема вода. Наводно веќе 3 дена жителите мака мачат. Појаснуваа дека навечер доаѓало помалку вода, но со слаб притисок. Револтирани се од градоначалничката Арсовска и јавното предпријатие Водовод и порачуваа дека ова е крајно нехумано. Особено тешко им е на повозрасните и болни лица. Во текот на денот воопшто нема вода, а станува збор за жители каде што имаме и постари луѓе, имаме и бебиња кои што навистина не заслужуваат на 40 степени да немаат капка вода. Од проблемот од притисокот што немаме вода, веќе имаме дефект каде што ни се расипа пумпите, каде што влечат премногу камења. Веќе имаме штета што надминува околу 70-80 илјади денари. Тоа треба да го сервисираме и пак јас ќе замолам да имаме вода како што треба нормално, не само во ноќните часови. Поради ваквата состојба се одржа и протест. Недозволиво е да во 21 век, каде што сите жители си ги плаќаат своите обврски и плаќаат да имаат основни услови за живот, тоа е водата, да се соочуваат со ваков проблем. Претходно и градоначалникот на Гази Баба Стефковски реагираше и најави конкретни мерки ако ваквата состојба продолжи. Доколку немаме итна реакција од надлежните институции, тогаш јас ќе застанам на страната на народот и заедно со народот ќе преземе сите оние демократски чекори што ни се на располагање, нормално ќе го изразиме својот револт до сите надлежни институции. Од јавното предпријатие Водовод пак вчера преку соопштение кажаа дека енормно е зголемена потрошувачката на вода од неконтролирано трошење за полевање на зеленило, бавчи и ниви, за перење автомобили и за полнење на базени. Испратија апел совесно и рационално да се користи водата, но не дадоа одговор дали имаат план како да се надмине проблемот и кога ќе почне да тече вода од чешмите без прекин. И градоначалничката Арсовска само ја наведе причината за проблемот, но не излезе на терен и не понуди конкретна мерка.